about this one enough time. Respectful, I will tell this speech in Macedonian, but I just wanted to announce that for our beloved guest, I will finish this speech in English so our friends can understand the core value and the message of this special day. Почитувани представници на локалната федералната влада на Австралија, почитувани представници на македонските организации, почитувани свештеници и представници на македонската заедница, драги сограѓани и мили комшии. Еве денеска се обрани во чест на денот кој низ историјата го овековечувал и преживал бидот на македонецот за право на своја државност, своја култура и заслужена почит пред светот и семејството на народите. Собрани сме денес на ова место да дадеме должна почит и да се поклониме на нашите предци кои го носеа идеалот за независна и слободна македонска држава. 2 август е посебен ден. Ден кој низ децении и векови стои како факел светлина, како символ на македонската борба за независност и борба на македонската кауза за своје место помеѓу народите. Ние денеска славиме 3 иднини. Првиот иднин ден пред речиси 2400 години, на 2 август, на истиот овој ден, кралот Филип и синот Александар ги водеа нашите синови во победа над спротивставените хеленски полоси на равнината кај Херонеја. Но зашто застараат тогаш македонските кралеви, зашто се бореа? Македонија и незината кралска лоза беа сметени за барбари, неравни за арогантниот цивилизиран свет и невредни да бидат сметени за посебен ентитет. Но после оваа победа никој веќе не се осмелуваше да ја омаловажи Македонија и македонскиот народ. Нивниот подвиг ќе ги остави запаметени за вековите што следуваат. Нив им должиме што името ни е величествено. Да не ги забораваме Филип и Александар и да не се заборави Херонеја. Вториот иднин ден ќе ги пресретне нашите предци оковани во робство. Робство кое траеше 500 години. Македонскиот народ беше речиси заспан од 5 вековниот сон и навикнал да робува. Но сидомите на македонските мајки ќе се спротивставаа на тиранијата и нивната крв ќе ни донесе слобода. Пред 121 лето македонските револуционери се кренаа на восстание, на револуција. Се спротивставија гордо на чинот од Босфорот и со тешко обрубена тупаница и извојуваа победата. Каква рожба беше тоа што ги даде великаните на македонското дело? Гоце, Питу, Јане, Даме, Карев, Чекаларов, Петров, Пере Тошев, Поп, Арсов и многу други. Окапили мајка роди мажи кои ги победија Голијат и ни подарија. На нашите деца иднина, на нашите мајки и сестри честност, а на старите ослабените мир. Мир да се упокојат горди на делото на нивните чеда, достојно на херојските им предци. Но гневот на поробените македонски дејци не се прелеа во братубиство и одмазда. Имаше во македонското востаничко срце и простор за љубов за соседите без разлика на нивната верска и национална припадност. Крушевските востаници го испратија познатиот Крушевски манифест, кој што носеше порака за слога, солидарност, еднаквост, љубов и слобода за сите без разлика на нивната вера и народност. Авторот на манифестот ќе испрати следнава порака. Елате, браќа муслимани, при нас. Елате да тргнеме против вашите и наши душмани. Елате од бајракот на автономна Македонија. Македонија е земјичка наша мајка и вика за помош. Елате да ги скршиме синџирите на робството. Елате при нас, браќа, да си ги слееме душите и срцата и да се спасиме, да ние и нашата чела и пречела да живеат мирно, да се работат спокойно и да напредуваат. Можеме да бидеме горди на тоа што нашите предци стојат цврсто на идеалите кои денес ги красат најразвините светски демократи. Во нивните срца немаше омраза, а љубов за сите ние кои што останаа да живеат под гордото македонско небо. Да не се заборави нивното дело, споменувајте се за евиденците и нивната храброст пред вашите деца и вашите внуци и да остане вечно нивното херојство. Третиот иднин ден е кога македонците го видоа изгревот на слободата. Овој трет иднин ден годинава е јубилеј.
ми представува голема чест да му честитам на целиот македонски народ специјална годишнина. Имаме 80 години независност и 80 години македонска државност. На истиот овој ден пред точно 80 лета се одржа Асман, датумот кога е основана современата македонска држава, 2 август 1944. На тој ден се собра првото македонско народно собрание во манастирот Свети Прохор Чински и се удрија темелите на македонската сувереност. Представници од сите краишта на ослободената татковина, Беците, Ченко, Брашнаров, Апостолски, Влахов, Марковски, Мојсов и многу други се собра под покровот на Прохорот Чински. Тој православен пастир и сложно и едногласно пред Бога и пред народот ја обзнани одлуката за создавање на самостојна и независна Македонска република. И тоа право не им беше подарено никога. Тоа право беше извојувано со македонски раце. Нашата земја беше одбранета со македонско оружје. За слободата на нашите деца беа положени македонски животи. Тие јунаци ги истигна македонски мајки. Таа борба беше македонска борба. Тие кои изградија Македонија беа ваши баби и дедоци. И нивниот труд и безусловна пожртвуваност треба да остане за спомен и реч за генерациите што идат. На нив треба да се огледуваме и од нив треба да црпиме мотив и пример. Колку за да се искаже неописливата радост на собраните делегати од сите краишта, само ќе го цитирам накратко Панко Брашнаров, херојот кој што со пушка в рака ги пречека двата линдени, оној во 1903 и оној во 1944. Панко Брашнаров го отвори заседанието со следните зборови. Другари и другарки, народни представители, во овој момент, во овој историско место Свети Отец Прохор Чински и на овој историски ден Илинден, кога објавувам да е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија. Душата ми е преполна со радост и пред премнежените очи гледам како се раздвижиле сите реки од Чинја и Вардар до Места и Бистрица. Ја записуваат целата македонска земја, сакајќи да извинат македонскиот народ 10 вековен робски срам од пропасти на нашата самоудлава држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Во овој момент земјата на нашите покојници, многобројни народни херои кои се ги посеале коските по цела Македонија добиваат мир. И они во мир веќе го гледаат изгревот на нашата слобода. Гледаат идеална дружба на старите илинденци на Гоце Делчев и денешните илинденци, младата македонска војска. И поставените темели за остварение на идеалот на двете поколенија, на двете епохи, слободна, победината и независна Македонија. Да не забораваме, дел од тие борци на кои должиме да се нарекуваме македонци, се забележани на овој споменик тука во Македонската православна црква Свети Никола. И на нив им должиме почит и уважение. Не можеме да не приметиме како тој датум 2 август се воздигнува и повторно се појавува низ македонската историја. На тој ден, под покровот на пророкот Илија, македонците секој се обединувале и се воздигнувале. Но која е пораката на Илинден? И што можеме ние да им пренесеме на нашите поколенија како полука од Илинден? Илинден не получува никогаш да не забораваме кој сме и од каде доаѓаме. Илинден не получува да запаметиме дека македонскиот народ поминал и ќе мине низ многу борби и ќе истрае. Но како што феницот никако не гасне и умира, туку поново воскреснува, така и ние треба секогаш да се бориме да го оствариме илинденскиот идеал за самостојност и слобода. И таа порака да остане секогаш темелена во духот и менталниот код на секој македонец. Јане Сандалски пред повеќе од денот ќе рече: човекот е роден да се бори. Робот за слобода, слободниот за совршенство. Гоце Делчев си го надополни ќе изговори: јас го разбирам светот како поле за културен надпрема помеѓу народите. Колку напредни мисли источени од идеолозите на македонската борба, додека нашата татковина беше заробена по 5 вековни робски јави. Ние денеска сме слободни граѓани и ги уживаме сите човекови права во австралискиот Комонвелт. Можеме да се нарекуваме македонци,
можеме да ја кажуваме нашата култура македонска, нашата татковина Македонија. Но должни сме како македонци пред нашите предци и пред сите ние што ги спомнавме претходно, да допринесеме нешто кон македонската држава и македонската кауза. Во чест на Филип и Александр, Гоци и Јане, Питу, Карев, Ченто, Брашнаров и многу други кои го положиле животот за нас. Браќа, допринесувајте и учете ги вашите деца да допринесуваат кон македонската заедница и кон матичната држава со која се идентификуваме. Да работиме за македонската кауза и да го представуваме брендот Македонија на секаде во светот со чест и гордост. And to our beloved Australian friends and representatives of the Australian government, we are thanking you for giving us the freedom to express our identity and culture. We are thanking you for giving us the right to practice our Orthodox Christian faith and our millennial tradition. We are thanking you for the camaraderie and acceptance that makes this country the best place to live. The Macedonian people and the Macedonian community will honor with utmost respect this country and the shared Australian values and ideals in the same way we have been taught by our forefathers and mothers. With compassion for the neighbors and the people in our community. Support for the less fortunate and the one in need. Hard work and commitment for the country's society and citizens. Strong faith and moral in raising our families and teaching our children. That is the core of our Macedonian culture, and we will obey to it. Ilinden for the Macedonian community is the reminder of who we are, and is reminded to look back in the history, seeking for strength in achieving future heights. Brothers and sisters, let the strength of Philip and Alexander, let the ideals of Goce and Jane, and let the bravery of Chenko and Brasharov give us the drive and passion to present the best cultural Macedonian values in our society. I'm eternally thankful to the leaders of this country for the efforts they are making in accepting and giving the Macedonians the right to feel, express, and live as Macedonians. Long live the Commonwealth of Australia and the King. А за крај, ура и поклон за нашите великани за кои го славиме овој ден. Да живее слободата! Да живее! Да живее Македонија и нека ни ја